Почитувани гледачи, ова е новото издание на емисијата ТВ Ординација. Оваа ТВ Ординација посветуваме на заболените од карцином. Светот во текот на вчерашниот ден го прославуваше овој ден на кој што секако ги карактеризира сите видови на карцином. На светско ниво некаде околу 9 милиони жители секоја година умираат од рак. Каква е состојбата во Струмица и како беше одбележен вчерашниот ден во Општа болница Струмица од следниот прилог. Над 30 новозаболени од карцином на дојка се регистрираат во Струмичката општа болница секоја година. Лекарите велат дека бројката не е нималку мала, но работат интензивно на превенцијата, а паралелно и рана детекција и лекување. За Струмица за податок за рак од дојка годишно од прилика 30 нови откриени случаеви имаме. Додека за другите тумори е значајно зголемен бројот, значи зависно од кој тип на тумори, зависно кој пол, возраст, но ево голем пораст. Превенцијата е на многу ниско ниво. Кај нас, посебно кај нас, се првично алудира на терапија, а додека превенцијата е заостаната. Значи, треба да имаме превенција и едукација и на младите и на постарите и да се воведат скрининг методи, скрининг процедури кои што ќе се доведат до рано откривање на ракот. Не само на дојката, на сите. Кети Филчева е жената која кажа не на карциномот и застана во редот на борките, односно преку Сдруженијето Борка стои позади многу жени кои се соочуваат со болеста на современиот свет. Споделува корисни информации со нив, а и денес, на Светскиот ден за борба против карциномот, сподели информација дека од стартот на оваа година сите прегледи, скринизи, тумор маркери и испитувања се бесплатни за оваа категорија на пациенти. Среќава секој ден со проблемите на пациентите заболени од малигни заболувања, ги слуша нивните проблеми и потреби и ги решава заедно со Министерството за здравство, со Фондот за здравство, колку е тоа во нивна можност. За сега имаме, можам да се пофалам со доделување на бесплатни градници. До сега имавме само бесплатна протеза, сега имаме и бесплатен градник еднаш годишно. И од оваа година сакам да ги информирам сите заболени од малигни заболувања, сите пациенти се ослободени од партиципација која се однесува на испитувања лабораториски, рентген, ехо, мамограф, пет скен, скен на коски и сите тумор маркери, значи сите испитувања што се однесуваат на ова заболување, сите пациенти се ослободени од партиципација. Денес Струмичките борки беа во посета на Општа болница Струмица, каде се сретнаа со лекарите, радиолози, рентгенолози, но и медицинскиот персонал, да им искажат почит за бескрајната поддршка и грижа за нив, не само за нив како пациенти, туку воопшто за сите. Околу 8 милиони луѓе секоја година во светот умираат од рак. Се проценува дека бројот на случаи со карцином и смртни случаи од оваа болест двојно ќе се зголеми во следните 20 до 40 години. Остануваме на тема здравство. Министерот за здравство Венко Филипче ја заокружува 2019 година како плодородна за здравствените работници. Вели дека ги зголемиле бројот на специјализации, бенефициите на специјализантите, но и покачување на платата на здравствените работници во јавното здравство се со цел зголемување на нивниот број. Каква е состојбата во моментов и што е она која што го ја информираше јавноста Филипче од неговата пресконференција? Почитувани представници на медиумите, навистина ми е драго и чест што денеска може да го објавиме постигнатиот договор помеѓу Министерството за здравство и двата синдикати, Гранковиот синдикат за здравство и посебниот синдикат на клиничкиот центар за анексите на двата колективни договори. Ние овој договор го потпишавме неколку дена пред започнување на работа на техничката влада. Станува збор за договор кој што дојде после навистина
еден инклузивен и отворен процес на социјален диалог кој што го водевме во континуитет во изминатите години, имајќи во предвид дека ова зголемување на платите е практично трето зголемување на платите во последните 2 години, четврто ако го вклучиме и зголемувањето на процентите за дежурство. Знаете и сите сте свесни дека недостатокот на кадар во нашите јавноздравствени институции е еден проблем со кој што ние се соочуваме, голем предизвик за јавноздравствените установи за да го организираат процесот на работа. Многу сериозно пристапивме кон решавање на овој проблем, прво со давање на голем број на согласности за работа, меѓутоа и со зголемување на платите, со една навистина голема инвестиција во континуитет од почетокот на 2018 година, заклучно сега со ова последно зголемување кое што доаѓа од месец февруари. Оваа година се со цел да се прво надополни бројот на лекари во јавноздравствените установи, понатаму се стимулираат младите лекари иднината да ја бараат овде, а не во странство, и да се врати дигнитетот на здравствените работници заради тоа што примањата беа навистина мали. Така, со ова ново последно зголемување, кое што здравствените работници, лекари, медицински сестри, здравствените соработници, младите лекари, специјализанти и помошно техничкиот персонал ќе го добие сега од месец февруари со мартовската исплата. Имаме зголемување од 20% за наставниот кадар, понатаму за лекарите специјалисти ширум земјата 25%, општите лекари 15%, медицинските сестри 10%, здравствените соработници 5% и помошно техничкиот персонал 5%. Кумулативно, вкупното зголемување на основните плати на лекарот специјалист ширум земјата ќе биде заедно со ова последно 40%, на медицинските сестри 20%, 23% во клиничкиот центар, на општите лекари 25% и на здравствените соработници 15%. Мора да потенцирам дека со ова зголемување на коефициентите на сложеност се зголемуваат и процентите за исплата на дежурствата. Така дежурствата во однос на тоа што беа на почетокот на 2018 година, сега во овој момент се зголемени за 3 до 4 пати, а од месец февруари ќе бидат зголемени за 4 до 5 пати. Дежурството е нешто што представува навистина напорна и тешка работа и секаде во светот навистина многу се плаќа. Ние се приближуваме согласно нашите можности да тоа биде навистина солидна сума на средства која што лекарот специјалист ќе добие за практично 24 или 16 часовно дежурство. Дозволете да кажам дека веќе сега на некои клиники кај што има навистина голема комплексност, тука мислам на хируршките клиники, заедно со дежурствата, платата достигнува 100.000 денари, меѓутоа од месец февруари на сите клиники платата ќе биде 100.000 денари, негде може и да се надмине, а сериозно ќе се доближи помеѓу 85 и 110.000 денари во зависност од дежурствата во сите други општи болници ширум државата. Ова е само еден дел од инвестицијата која што правиме во примањата кај лекарите. За 15% се зголеми капитациониот бод за лекарите во примарното здравство. Тоа изнесува 8 денари по капитационен бод, што значи 8.000 денари за отприлика приближно 1.000 пациенти, 16.000 денари за приближно 2.000 пациенти, значено олеснување на функционирањето на матичните лекари. Тоа што ќе продолжиме да го правиме е ќе настојуваме да се обезбедат средства и понатаму за зголемување на платите на сите вработени во јавното здравство. Покренуваме процес да се, доколку е можно, во соработка со Министерството за информатичко општество, на некој начин иземе и администрацијата у периодот кој што следи, која што работи во здравството, со цел да важат овие зголемувања во иднина кога ќе имаме зголемување на платите во целиот сектор и за нив, понатаму и за сите други барања. Да потенцирам дека како што за прв пат ги плативме младите приватни специјализанти кои што работеа без пари до 2018 година, сега се платени и новата група на специјализанти кои што запиша приватна специјализација во 2019 година, што значи
дека сите приватни специализанти сега заедно со новата група од месец февруари ќе бидат платени за својот труд. Сметаме дека со овие политики инвестиција во луѓето, пред се во младите лекари, ќе се стимулира да останат во нашава земја, дека и нината ќе бараат тука, дека со овие мерки, со зголемување на примањата, дека ќе се врати дигнитетот на професијата лекар, заради тоа што колегите тоа навистина го заслужуваат. Сакам да изразам голема благодарност до представниците на двата синдикати, со кои што имавме одлична соработка, истата ќе продолжи во иднина, ја користиме и нивната експертиза и знаење и искуство во регулирањето на колективните договори. Ќе продолжиме и во 2020 година со такви инклузивни, отворени процеси, инвестиција таму каде што е навистина потребно во секторот на јавното здравство. И благодарам. Почитувани представници на медиумите, дозволете ми на почетокот да ви ја честитам новата година, посакувајќи ви добро здравје и исполнување на сите ваши желби. Кога зборуваме за здравството, би кажал дека здравствениот систем е еден од столбовите на секоја држава и тој представува еден преосетлив, пресензитивен систем, кој е преобемен систем, би рекол и прекомплициран систем, па да се креира една здравствена политика која е во надлежност на Министерството за здравство е и преголема обврска и преголема одговорност, а за нас како синдикат во делот на контролата на таа политика и во смисол на правењето, тоест реагирање по основ на одредени, да кажам, наметнати политики, во смисол на она за што сме повикани, со одредена реакција, притисок да коригираме се што е во она во прилог на нашето членство, тоест на нашите вработени. Би кажал дека во овој момент здравствените работници, лекарите како даватели на здравствена услуга и медицинските сестри како даватели на здравствената нега се едни од најзначајната бројка и да кажам најзначајни во здравствениот систем по основ на давањето на таа здравствена заштита. Нивниот потребен број, нивната мотивираност, нивната безбедност на работни места е многу значајна и предуслов за давање на квалитетна и соодветна здравствена заштита. Во овој момент, потпишувањето на анексот на колективниот договор во делот на покачувањето на платите на вработените во здравствената дејност, конкретно на здравствените работници, медицинските соработници и помошно-техничкиот персонал, е во насока на една потврда, да кажам, на една добро воспоставен социјален диалог со Министерството за здравство, а воедно и една потврда на активностите на владата во насока на давање на одреден приоритет на здравството во делот на јавниот сектор. Зошто го зборувам ова? Приоритетот во делот на здравството, кој го даде владата во делот на покачувањето на платите во здравството, е во насока на веќе реалната, да кажеме, демографска европска карта, која има широко отворени врати за потреба на работна сила, така да овој проблем во делот на потребата на работна сила би се почувствувал и во здравствениот систем, па ваквото покачување на платите на здравствените работници би била една мотивираност на вработените, на известен начин и мотив повеќе, би рекол мотив повеќе, да останат во нашиот здравствен систем. Би кажал дека во овој момент покачувањето, како што каже и министерот за здравство, се однесува со различни процентуални покачувања. Слушнавте дека најголемо покачување во овој момент и можам да кажам дека е ова најголемото покачување кое воопшто се случило во здравството, се однесува на лекарите специјалисти. Го слушнавте процентот од 25% корекција на коефициентот на лекарите специјалисти, кој за ваша информација би значило нешто преточено во делот на нето основната плата, покачување на платите на лекарите специјалисти негде од 9200 до негде 12000, значи на нето основната плата. За лекарите од општа медицина би било исто така покачување од 15% на корекција на коефициентот или негде би било од 4200 до негде 4600 на нето основната плата на лекарот од општа медицина.
Тука е исто покачувањето од 10% на медицинските сестри со средно, висше и високо образование, така да истото покачување би се однесувало и во делот на нето основната плата и за сестрите со високо, која би се движела негде од 2600 до 3000 денари, за сестрите со средно негде од 1800 до 2200 денари, а исто и на покачувањето на помошно-техничкиот персонал, кој би бил од прилика околу 5% или би се однесувал негде од 800 до 1200 денари. Но ова не се однесува само, да кажем, во делот само за здравствените работници, како што кажав, значи тука се и медицинските соработници со 5%, или вкупно би кажал дека во овој момент она која е нашата најголема придобивка, дека сето ова се однесува за негде 18.300 вработени во здравствениот систем, или процентуално би кажала, ако негде јавниот сектор има околу 20.000 вработени, негде 91% од вработените во здравство ќе го почувствуваат покачувањето на платата од февруарската плата. Не постои идеален здравствен систем, тој е факт, нити па постои некој здравствен систем кој можете вештачки да го трансплантирате во нашиот здравствен систем, но ние како синдикат, заедно со Министерството за здравство, останаваме доследни на она што можеме да го направиме, со изнаоѓање одредени можности, пристапи во подобрување на квалитетот на здравствената заштита и подобрувањето, да кажеме, на достоинството на работата на вработените во здравството. Би завршил и би потенцирал дека вложувањето во здравството и човековите ресурси кои што се случија во овој момент со подпишувањето на анексот на колективниот договор не сме да се доживее како трошок, туку мора да се доживее како инвестиција за еднината. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, дозволете прво да ви ги честитам новогодишните и божичните празници. Да не се повторуваме превише, кажа пред мене и министрот за здравство и председател на Гранковиот синдикат, што се однесува до покачувањата. Она што ја прво би го истакнал, би рекол дека 2020 година е за нас борба да го изземеме нашиот административен персонал од останатиот административен персонал и согласно тоа да во рамките на нашиот колективен договор ги покачуваме и за нив платите. Би истакнал дека сме многу задоволни што успеавме за помошно-техничкиот персонал да ги покачиме платите. Не беше едноставно, но сепак заедно со министерот, заедно со председателот на Гранковиот синдикат успеавме во тоа, се што не е во рамките на оној административен персонал да покачиме. И тоа е праведно. Што се однесува до здравствениот персонал и докторите, би бил нескромен да не кажам дека е ова големо покачување. Сите заедно на почетокот не верувавме дека ќе се оствари 100.000 денари плата. И објективно во основната плата не е остварена. Но во рамките на покачувањето на дежурството можам да се сложам со министерот дека тука е таа плата и дека некои колеги земаат и повеќе, и тоа е за поздравување. Вакво покачување, без некого да форсираме, е објективно големо и за нас реално и прифатливо. Она што е во тој дел, по нас во синдикатот и по мене лично, покажува дека е добро кога некоја партија има програма во која се вклучени здравствените работници како еден јак таргет, и тука и докторите, како носители првенствени на здравствената дејност и нормално медицинските сестри и нивниот сроден профил. Не велам дека остварија све, но кажувам дека во синдикатот сме многу задоволни во делот на докторите и здравствените работници. Со ова покачување 25% за докторите и сестрите и сродниот профил на сестрите од 10%, и со работниците не би било скромно да кажеме дека не сме задоволни. Секако останува за нас понатамошната борба за да го сочуваме тој кадар кој е носечкиот столб на нашиот здравствен систем. Така да во тој дел апсолутно во моментот, со оглед на сите објективни околности кои се случува, сме апсолутно задоволни. Апелираме до партиите во предизборната програма да мислат на здравствениот персонал, на докторите
и на нашиот административен персонал во програмата, затоа што кога ќе не стават во програма, имаме за што да бараме од нив да ја почитуваат таа програма, како што беше и сега, не да не запостават. Кажувам, во понатамашниот период остануваме да се бориме за покачување на административниот персонал, наш здравствен и нашиот административен персонал да се иземе со оглед на спецификата на работата од останатиот административен персонал. Толку би кажал сега за сега. Доколку имате прашања, повелете. Па до сите тројца би било прашањето, сепак е на темата. Претходно имаше протести, административците во здравствениот систем, меѓутоа и оние помошниот персонал, болничарите, правниците и слично, најавија и тужби, најавија и оценување, односно иницијатива за оценување на уставноста. Доколку такво нешто побараат, дали тоа би било проблем и дали разговаравте и со нив? Предпоставувам, помошниот персонал во дел е вклучен во покачувањето, освен административните работници. Што ќе се случува доколку навистина ги употребат, ајде да кажам, тие правни инструменти? Ние сме отворени за соработка. Практично имавме и диалоги со една посебна група на представници на административниот персонал и укажавме и објаснивме што е пречката да сега некако се иземат, како што се законските пречки заради тоа што има администрација во навистина и во другите сектори. И не можеме ние таа администрација која што работи во јавното здравство, заради тоа што е дел од останатата администрација, сега да ја иземе. И затоа, еви, двајцата председатели спомна и јас спомнав дека работиме на тоа да видиме дали тоа може да се направи. Сепак имавме работни состаноци и со представници на Министерството за информатичко општество и администрација, со министерот исто така. И тоа ќе биде еден дел кој што ќе трае, заради тоа што ќе ги разгледуваме законите, ќе ги разгледуваме можностите. Дозволете да кажам дека нашата администрација во јавното здравство доби зголемување кога другата администрација не доби. Тоа е кога се зголемија платите лани во септември за сите вработени во јавното здравство. Тогаш рековме дека ќе се зголемат платите за 5% дополнителни 5% во септември минатата година. Меѓутоа сега навистина имаме пречки. Ние ќе разговараме отворено и понатаму и тие знаат дека вратата во Министерството за здравство има стално отворено да ги разгледуваме сите опции и можности. Луѓето се свесни за пречките кои што се пред нас, за кои што заеднички наоѓаме начини да ги надминеме и користиме и нивната експертиза, заради тоа што се тие во тафела, тоа е нивната сфера на интерес, на знаење и така натаму. И тие ни помагаат, даваме конкретни предлози, така да за што ќе се одлучат, ние сме тука да разговараме отворено. Дали ќе преземат некакви правни мерки или понатаму ќе го продолжиме диалогот, па дури да преземат правни мерки, ние сме тука да разговараме. На крај сепак ќе треба да седнеме на маса и да видиме што е можно, што не е можно. Отворени сме да ги смениме законите, доколку имаме таква можност. Така да ќе продолжиме таа комуникација со нив. Сега е тоа што навистина има и друга администрација. Значи, навистина има друга администрација која што во други сектори работи и навистина не би било коректно према нив. Тоа го направиме. Ке беше поинако ако беа издвоени некако. Дали во законот дека посебно припаѓаат тие велат дека има специфика и сослужуваме. Сепак и тие се дел од овој систем и тие имаат контакт со пациентите, во таа насока ќе обараме решението да се одвојат. Од околу 20.000 лица кои работат во здравството, 18.300 добија покачување од 5 до 40%. Значи, кои не се офатени, само кои административци, економистите, правниците, само тој персонал кој работи во болниците? Да, само административниот персонал. Сите други добија соодветно зголемување. Значи, чувари, болничари... Тоа е помошно-техничкиот персонал.
Тоа се возачите во идната медицинска помош, тоа се болничарите кои што работат во операционите сали, транспортерите. Со оглед на тоа што и минатата година имавме масовен одлив на лекари, ме интересира дали имате направено анализи колку лекари во моментов недостасуваат во земјава и од кои специјалности имаме најмногу дефицит. Ние направивме анализа на почетокот на 2018 година, согласно која анализа ги дававме согласностите за вработување, а после барањата на јавноздравствените установи. Тоа што направивме беше една детална анализа каков тип на специјалност недостасува во одредени јавноздравствени установи. Се издадоа 5000 согласности за вработување, за 10% се зголеми, за најмалку 10% се зголеми бројот на персоналот во сите ЈЗУ поединечно. Значи нема јавноздравствена установа кај што за најмалку 10% сега нема повеќе вработени во однос за тоа што беше во 2018 година. Има дефицит на поединечни специјалисти кои што се во согласност со тоа што недостасува како во регионот, така и во Европа. Сегде се во дефицит, например, анестезиолозите. Насекаде во Европа недостасува, така и кај нас. Понатаму во одредени болници, например во болницата во Битола недостасуваат уролози. Понатаму во поедини центри недостасуваат интервентни кардиолози. Меѓутоа, освен тоа што се примија млади лекари сега, заради тоа што знаете кадар да се тренира лекар-специјалист, навистина е потребно долго време. Не е доволно само да се прими на работа. Треба да се упати на специјализација, затоа дадовме 1000 специјализации, близу 1000 специјализација следниот 4 годишен период, над 250 веќе се распишаа во 2019 година, сега следи распишувањето на специјализации веројатно на пролет за 2020 година, зборам за државните специјализации, меѓутоа тоа ќе земе време, 5 или 6 години во зависност од програмата. Тоа што го дозволивме е со измена на законот за здравствена заштита да лекарите специјалисти дури и таму кај што нема одредена дејност може да ротираат и да дадат соодветна услуга. Например, анестезиолози одат и работат во болницата во Кавадарци. Таму така функционира родилиштето. Истото е и во болницата во Гевгелија. Лекари и специјалисти по травматологија и ортопедија почнаа да одат во клиничката болница во Тетово. Интервентни кардиолози од Штип и од Охрид одат во болницата во Струмица. Значи, со тој систем на ротација, практично, сите критични специјалности кои што недостасува се сега во овој момент покрени, така ќе продолжи во следниот период, за да се едуцираат и младите лекари со експертите кои што доаѓаат и заради тоа што е тоа вовед во следниот чекор кој што не може да се случи преку нога, тоа е регионализацијата. Заради тоа што невозможно е да имаме експертиза секаква во секое место. Заради тоа што тоа бара фреквенција на пациенти, експертиза не се стекнува. Преку ноќ и само со такви центри во кои што има експертиза од одредено место, што е европско искуство, ние може да ја организираме таа регионализација. Например, ќе спомнам Центарот за интервентна кардиологија во Охрид, каде што се третираат сите пациенти од југозападниот дел на земјата. Таков е Центарот во Штип за интервентна кардиологија. Нема да може да се очекува, не е реално да се очекува дека има експертиза од било која област на секаде. Така функционираат сите центри, или по системот на ротација и нормално со постепена едукација на млади лекари. Уште едно дополнително прашање надвор од темата. Ако може во последно време актуелна е една сума од 7 милиони евра, која ќе биде потребна дополнително за изградба на Штипската болница. Зошто претходно не биле предвидени овие пари, дури имаше и спекулации дека имало одредени договори помеѓу функционери од СДСМ и од ВМРО ДПМН. Може ли да ги расчистите вие како министар тие работи и да ни кажете зошто претходно не биле испланирани овие средства и докаде е постапката? Станува збор за еден сериозен недостаток во проектот за изградба на клиничката болница во Штип, што беше пречка таа да продолжи да функционира, заради тоа што таму недостасуваше сегментот на електрика. Во целиот тој проект уште на почетокот. Ние на крајот на 2018 година ни беше укажано и од представници на Банката на Советот на Европа, кои што доаѓаат тука континуирано во технички мисии, и од изведувачите дека таков
дел недостасува, дека проектот треба да се ревидира, да се додаде системот на електрика и да може болницата да продолжи да се гради. Зашто не биле планирање, навистина не можам да кажам тогаш кога почнувала болницата да се прави. Меѓутоа, после направената ревизија, која што заврши на крајот на минатата година, излезе таа сума, дека е потребна за да се надополни и да се делумно модернизира проектот согласно некои други европски стандарди кои што меѓувреме излегле во сферата на градење на болници. Значи, дека треба дел од фасадата да биде огноотпорна или дека има некаква измена во машинството согласно тие европски стандарди, така се направи ревизија на проектот, така се прифати од страна на нашата проектна единица, од страна на надзорниот орган и сега во овој момент е на прифаќање во банката на Советот на Европа. Од нив чекаме така наречена no objection, заради тоа што тоа оди согласно задолжувањето, оди согласно нивните на закони. Сите беа вклучени во процесот на ревизија, и надзорниот орган, и компанијата која што работеше на ревизија, и представниците на банката, и сметам дека конечно со ова болницата ќе може да продолжи да се гради, заради тоа што ќе се надмина недостатоците од тој иницијален проект. Вкупната сума на пари, која што се инвестира сега во 2020 година со превземените обврски од 2018, односно 19, значи тука зборувам за зголемените дежурства во 2018, дежурствата сега, 19, односно 20, платите кои што се зголемија во 18 и во 19, младите специализанти е близу 2 милиарди денари. Благодарам. И за крај во ова издание на ТВ Ординација, дека бројот на заболени од грип во Струмица и понатаму е најголем. Струмица со 828 заболени пациенти е градот каде што се регистрирани во Институтот за јавно здравје најмногу пациенти. Каква е состојбата и што е она кое што го велат лекарите за понатамошно лекување од следниот прилог. Струмица останува и неделова со најмногу заболени од сезонски грип на територија на цела држава. 828 е бројката која достигна врв. Со 632 позади нас е Гостибар, а дори потоа со 630 пациенти има во Скопје. Болниците се преполни, а училиштата полупразни. Ова го потврдуваат и од управите на училиштата. Специјалистите пак апелираат до граѓаните, доколку имаат полесна симптоматологија, да се лекуваат во домашни услови со чаеви, овошје и одмор, додека пак оние кои веќе имаат кашлица с големена телесна температура, да се јават кај лекар. Се чувствува и во нашите амбуланти, пошто има пациенти кои што покрај основната болест за која што доаѓаат, имаат и некои се и со симптоми на грип, покачена температура, болки во сите зглобови, малаксаност, кашлица, сува кашлица. И како совет обично ги советуваме таквите пациенти, значи да се изолираат, да земат повеќе течности, да земат витамин С, да земат антипиретици за покачената телесна температура, да седат дома, да пијат чаеви, значи течности повеќе. Тоа се основните симптоми кои мислам што ги советуваме. Ако веќе мислам фебрицираат, имаат покачена температура повеќе денови, тогаш треба да се направи и ако треба рентген на бели дробови, бидејќи може како компликација да се јави и бронхопнеумонија. Се очекува пораст на активноста на вирусот и достигнување на пик на сезоната на грип во текот на следните недели, се наведува во извештајот од Институтот за јавно здравје. Со ова информација ја завршуваме оваата во Ординација. Останете понатаму со ВИС. Од мене до гледање.